Добре дојдовте. Ја мислам дека за сите има простор. Ако не проштевајте, има исклучителен интерес од јавноста за оваа вечерашна средба во кабинетот на председателот. Само да ви информирам дека сме на половина од средбата. Чи начелно зацртавме да има две точки за кои ќе разговараме. Првата е неодамнешните заклучоци на Европскиот совет, Советот на Европската унија, кои беа такви какви што сите ги знаеме, и од сите учесници на денешната средба побарав да го реафирмираме нашиот став, дека продолжуваме по истиот пат кон Европската унија. Но тој дел ќе кажам неколку специфики и неколку заклучоци кои ги постигнавме со апсолутен консензус. А втората точка се можноста за организирање предвремени парламентарни избори. Првата точка ја завршивме, јас сум тука сега бидејќи е и во склад со моите надлежности да ви информирам што е договорено, а после паузата веднаш продолжуваме со втората точка околу можноста за предвремени парламентарни избори, зашто ќе добиете информација кој и како ќе ве информира, можеби ќе идеме со изјави на лидерите кои се тука присутни, но како ќе биде од кога ќе го завршиме вториот дел од вечерашната средба. За првиот дел можеби должам објаснување, некој од вас ме прашува зошто е форматот на поканети таков каков што е. Сакам накуса да објаснам, имавме еден принцип според кој се водевме. Значи, поканети се политички лидери на политички партии кои освоиле самостојно пратеници на последните парламентарни избори, не биле дел од коалиција и затоа е составот таков како што е. Се разбира, затоа нема стриктна законска одредба, ова се објективно неформални средби кои ниту еден закон не ги предвидува во кој формат ќе бидат, меѓутоа сакам да ви кажам дека не било баш случајно тоа што овие луѓе се поканети. Почитувани, ова го кажав и на почетокот на средбата, мислам дека некој од вас и го забележа. Според моето сеќавање или паметење, нашата држава е по трет пат во слична ситуација, барем што се однесува до нашето етаблирање на меѓународен план и нашите евроатлантски аспирации. 91-та бевме во една ваква слична ситуација во сосема поинаков меѓународен и политички контекст, кога беше донесена познатата Лисабонска декларација, која велеше државата нема да биде признаена воопшто ако во своето име го содржи зборот Македонија. Тоа беше заклучок на тогашната Европска унија. Тоа беше надминато, година дена потоа станавме членки на Обединети нации и понатаму на сите други глобални и регионални и меѓународни организации. 2008-та бевме во слична ситуација, ја имам доволно години да ви кажам дека бев присутен во македонската делегација која 2008 беше на самитот на НАТО во Букурешт, кога од познати причини поради спорот околу името со нашиот јужен сосед бевме де факто блокирани, односно немавме одлука на целата алијанса дека треба да станеме членки, и сега после овие крајно неповолни заклучоци на Европскиот совет од пред неколку дена со кои нашата понуда да почнеме конечно после долги години чекање, после 14 години статус на земја кандидат и после исполнување практично на сите предуслови кои не беа поставени од самата Европска унија на езиниот јунски самит минатата година, кога бевме пак одбиени, односно прашањето беше одложено за пролет, за следното председавање со Европската унија, кој ќе биде направено од страна на Република Хрватска. Мене ми е драго, и тоа сакам да го истакнам во јавноста, што сите поканети лидери на политички партии искажа јасен државотворен капацитет и застана за ова стратешка цел која ни е зацртана уште во раните 1990 години. Значи, ниту еден од нив не испушти да каже дека ова е единствениот пат по кој треба да оди нашата земја, Република Северна Македонија сега, и дека не постојат никакви алтернативи на тој пат, затоа што тоа е единствената алтернатива која гарантира на средини на долг рок дека државата може да биде трансформирана во просперитетна, во демократска и во економски успешна држава и општество. Ви кажувам што побарав од нив и ви одговарам што добивме од нив. Значи, имаме јасен државен консензус на релевантните политички лидери во нашата земја дека стојат, независно од заклучоците на Европскиот совет, стојат зад идејата Република Северна Македонија што е можно поскоро да ги почне тие преговори и што е можно поскоро да ги заврши тие преговори, да стане полноправна членка. Сите присутни на средбата се согласни дека ние немаме проблем со евентуално нова и подобрена методологија за водење на пристапните преговори. Сите присутни
на средбата рекоа дека немаат проблем ако новата методологија подразбира реверзибилност на процесот. Значи едно поглавје кое ќе го затворите, ако трендовите во таа област се негативни, слободно може да не вратат назад, па дури на самиот почеток на процесот, немаме што да се плашиме, тоа е во наш интерес и во интерес на нашите граѓани. Ако немаме добри резултати, ако тоа не се резултати во склад со европските стандарди и принципи, нека не враќаат назад. Меѓутоа, сите присутни лидери на состанокот рекоа не за било какви евентуални алтернативи на процесот на приклучување и конечно полноправно членство. До сега никој тоа не ни го нуди, меѓутоа на маргините на таа дебата која сите ја следевме, која се водеше во Брисел и во Луксембург, постоја некакви и поинакви размислувања дека можеби ние треба да бидеме ставени во категоријата на соседство, сосема друга категорија. Во однос на Европската Унија ние сме дел од Европа и според базичните документи, според основачките документи на Европската Унија, ние имаме право да бидеме членка на Европската Унија еден ден од кога ќе ги задоволиме критериумите, затоа што базичните документи од 57 година велат секоја држава на континентот може да аплицира и да стане членка на таа организација. Значи ние не бараме никаква алтернатива на овој формат, на ова придружување, само како полноправна членка на таа организација. Ова е првиот дел, тука запревме. Имаме значи комплетен консензус околу тоа дека ги реафирмираме овие вредности, овие ставови и дека не размислуваме воопшто за алтернатива. Било кој да е на власт денеска, утре, задутре, во годините што доаѓаат. И било кој да е во опозиција, сите се обврзаа дека ќе работат, секој од позицијата кој ќе има во дадениот момент, ќе работат на наше побрзо приклучување кон Европската Унија. Сега се враќам во салата за седници, продолжуваме во вториот дел и ќе зборуваме за точката наречена предвремени парламентарни избори. Повелим. Бидејќи го Мефел Исмаилиот Алсат телевизија, бидејќи го слушнавме ставот и ваш како председател, но и од политичките партии за евроинтеграциите. Дали вие како председател имате некој став во врска со со предлогот за предизборни парламентарни? Да, значи на сите ни е јасно, живееме оваа земја, ги знаеме уставот и законите. Моја надлежност не е да кажувам дали треба да има и кога треба да има, бидејќи оние кои ќе соберат 61 глас и прават влада и го распуштаат собранието. Меѓутоа, мојот првичен став, начелен став е дека тоа мора да биде, во склад со добрите демократски пракси кои сме ги имале години назад, во еден период ги немавме за жал, дека тоа мора да биде апсолутен консензус меѓу партиите на власт и партиите во опозиција. Че да не гледаме 2008, го спомнав као втора битна пресвртна точка за нашата земја, 2008 Букурешкиот самит, ние таму бевме одбиени од НАТО членство и веднаш по доаѓањето тогашната владеачка коалиција отиде на предвреме изгласа, распуштање на собранието и предвремени избори кои не решаваа ништо во однос на нашите интеграции кои се знаете битен предуслов за развој на земјата. Значи, прво, ја инсистирам на тоа дека мора да има консензус меѓу власта и опозицијата. Моите првични печатоци ќе ги соопштат лидерите кои се присутни на средбата, се разбира, на крајот на состанокот, е дека таква согласност постои, односно, да кажем поинаку, не видов кај партиите на власт и кај премиерот и кај другите, не видов нивна желба да го заобиколат тој консензуален начин на договарање на идните избори и начинот како ќе дојдеме до нив и терминот, се разбира. Она што од мој аспект имам една тука мала, како председател на мала корелација во однос на можноста за предвремени избори, јас ги информирав присутните, па ја информирам и македонската јавност, дека ние во моментот во однос на приклучувањето кон НАТО сме на 24 од 29 земји членки кои го имаат ратификувано пристапниот протокол. Меѓутоа, она што треба да го знаете, и ние го знаеме, не е лошо да го преповториме, која ќе ратификуваат сите. Шпанија чекаме, има избори на 10 ноември, после тоа, значи, кога сите 29 ќе ратификуваат, има уште еден чекор. Треба ние да ратификуваме во нашиот парламент. И им реков, ваша работа е, договарајте се за термин на избори, меѓутоа, имајте го тоа во предвид, не би сакал, да не кажеме пак заради технички причини овој пат на наша страна овде во Скопје, во нашиот парламент, да се одложува тоа, зашто навистина мислам дека после долги години час поскоро треба да станеме полноправна членка на НАТО и се надевам дека, уверен сум дека сите присутни политички лидери тоа ќе го имаат во предвид. Благодарам.